По изработката на стратегијата за климатски промени, Сдруженијето Амброзија од Пехчево продолжува со своите активности овој пат во делот на прекограничната соработка со соседна Република Бугарија. Во партнерство со кластерот за обновливи извори на енергија од Благоевград започна реализацијата на проектот Заеднички интегрирана политика за нискојаглеродна економија во прекограничниот регион. Соочени со секојдневните проблеми кои што ги имаме од зголемената емисија на јаглероден диоксид, на некој начин не поттикна да се позанимаваме повеќе со оваа проблематика. Во контакти со нашите партнери дојдовме до една заедничка идеја да ова го ставиме во една проектна рамка и многу сме среќни што нашата идеја најде на поддршка. Во проектот, чија главна цел е создавање заеднички стратешки документ за нискојаглеродна политика на прекограничниот регион, се вклучени 9 општини, од кои 4 од Македонија, а меѓу нив и општините Пехчево, Берово, Делчево и Виница. Од бугарска страна се вклучени Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмјани. Во сите овие општини ќе се направи детална анализа на јаглеродните емисии. Предвидени се исто така да се направат и да се следи мониторинг, да се направи мониторинг на воздухот. Тоа е нешто што прв пат ќе биде направено, особено од македонска страна. Во Бугарија веќе се дебатира за овој проблем, а со овој проект со општините од Македонија заеднички ќе се изнаоѓа неговото решение за трансграничниот регион. Търсят насоки, начини. Идејата е да се направи една дебата преку која ќе се бараат начини и решенија за тој проблем, кој секако дека постои, тоа е факт. Со еден збор, нашата задача е како тој проблем заеднички да го решиме. Идејата е да се создаде една стратегија, еден стратешки документ за нискојаглеродна политика, заедничка за прекограничниот регион, која што понатаму ќе биде рамка за следните активности конкретни, кои што ќе бидат преземени од страна и на локалните власти, на бизнис секторот и од страна на невладините организации. Инаку проектот ќе се имплементира во наредните 15 месеци, а неговиот вкупен буџет изнесува 105.000 евра.